Со засилено темпо се одвива реконструкцијата на градската болница во Скопје. Се реновираат ходниците, собите за пациентите, тоалетите, како и салите за интензивна нега. Ова ќе го зголеми квалитетот на здравствените услуги и ќе ги подобри условите за лекување на пациентите, истакна министерот за здравство, кој денеска беше во посета на клиниката. Оваа реконструкција која што ја правиме е повеќе од неопходна и со оваа реконструкција сериозно ќе го подигнеме квалитетот на целата болница, имајќи предвид дека имаме комплетна реконструкција, темелна реконструкција на внатрешноста, темелна реконструкција на собите на болницата, на ходниците, темелна реконструкција на салите, на интензивната нега и исто така овозможување на тоалети во поголем број на соби во болницата. За време на реконструкцијата на операцијските сали, болницата нема да работи 3 месеци, но персоналот ќе биде прераспределен во други установи, а пациентите ќе бидат соодветно згрижени, информираше директорката Чабуковска. Се надевам дека до крајов на овој месец ќе функционираме, како заради потребите на граѓаните, нели студеното време, фреквенцијата на пациенти кои што гравитираат, ќе гледаме максимално да бидеме во институцијата толку колку што дозволуваат условите, но секако во периодот кога ќе се работат операционите сали, кога не ќе може овде да се интервенира, тоа е период некаде од 3 месеци, институцијата нема да работи. Во договор со Министерството, персоналот ќе биде прераспределен во другите институции, каде што исто така ќе ги згрижува пациентите на соодветен начин и услови. Секако нема да остане персоналот без да работи и нема да остане без основната плата која што ќе може да си ја добива. За реконструкцијата ќе бидат инвестирани 2 милиони евра, градежните работи би требало да завршат до крајот на годинава. Според здравствените статистики, бројот на пациенти кои добиваат здравствени услуги во оваа установа постојано се зголемува. Лани лекарите имали интервенции кај вкупно 316.000 пациенти.